Советот на општина Кочани не ја разгледуваше предлог одлуката за проширување на опфатот на улиците за кои ќе се плаќа за паркирање. На седницата на која требаше да се расправа за неа, истата беше повлечена, уште додека се утврдуваше дневниот ред. Предлогот за тоа дојде од владеачкото мнозинство. Како координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН, предлагам точката 2. Предлог одлука за измена на одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на општина Кочани да биде изземено од дневниот ред, се со единствена цел да биде извршена нејна доработка и во иднина во некоја друга седница биде предложена како точка. Предлогот за повлекување на точката од дневниот ред најде на бура од реакции кај советниците од опозицијата, кои нагласија дека имаат ист став со советникот Митев, но побараат дополнително образложение зошто таа била понудена за расправа и кои се причините за нејзино изземање. Барам објаснување зошто е ставена воопшто на денешниот дневен ред, бидејќи не беше ставена во координацијата која што ја имавме во врска со денешната седница на дневен ред, и исто така барам да се обезбедат дополнителни материјали по однос на работењето на платениот паркинг кој што функционира сега. Пред една недела се договара дневен ред, ја нема точката. Пред 2 дена ја има, а сега пак ја нема. Па кој го составува дневниот ред? Изгледа вие немате контакт помеѓу себе. Координаторот на советничката група бара да се повлече точката, а неговиот прв партиски другар пред 2 дена ја ставил, ја вметнал, а пред тоа не беше планирано. Во дискусиите на советниците од опозицијата беше потсетено и дека граѓаните со петиција не дале поддршка на одлуката за плаќање на доместок за паркирање. За оваа точка од дневен ред не можеме да минимизираме, стои една активност на граѓанска иницијатива, на која што ќе се присетам дека тогаш на граѓаните им беше испратено писмо од администрацијата на општината, дека правнички не било основана и дека процедурата која што е спровеле не била законски подкрепена. Па кој треба граѓаните да ги обучува за тоа да знаат дали тоа е правилно постапено или не? Сметаме ние како опозициона советничка група дека донесувањето и на досегашните одлуки да се наплаќа паркингот во Кочани е погрешна одлука и оној што сака да ја стави на дневен ред. Една моја препорака. Значи, не на овој начин, не на брзина и не без претходни аргументи за да го оправда досегашното наплатување на паркингот во Кочани. Очигледно затечена од ставовите на советниците, општинската администрација која го подготвувала дневниот ред на седницата немаше одговор на прашањата, па нејзиниот прв човек мораше да признае дека негова е иницијативата за проширување на опфатот на улиците на кои ќе се плаќа за паркирање. За таквата одлука се обиде да даде и образложение. Предлагач на дневниот ред сум јас. Значи нема за скривање, нема кажување на некои други работи. Со ова измена на одлуката за користење на јавниот простор се проширува просторот кој што треба да се наплатува паркингот во општина Кочани. И оној сообраќаен метеж, она гужва која што имаме, да колку толку повторно се намали и на левата страна од Кочанска река. Некои тврдат дека со паркирањето, со наплатата на паркирањето од само 10 денари од час се брка во джебовите на граѓаните и се дава дополнителен трошок. Другите ги оправдуваат и граѓаните го оправдуваат тоа дека е тоа добра работа, поготово бизнис секторот, сакам да ви порачам, тие што доаѓаат да завршат работи во градот и го поздравуваат и сакаат да се прошири и на другата страна во другите институции каде што се. Оправдувањето на Димитровски не беше прифатено од советниците, така што тие едногласно со 19 гласа за го отфрлија неговото барање да се плаќа паркирањето и на улицата кај на Револуцијата, потоа на просторот на градскиот плоштад, како и на паркинг просторот кај чешмата кај градскиот парк и пред централниот регистер.